Денеска и на македонското небо можевме да видиме дека е точна тезата ние сме НАТО. Република Северна Македонија стана 30-та членка на НАТО алијансата после 30 годишни напори. За жал немавме можност во сред на пандемијата со коронавирусот да го прославиме нашето членство. Меѓутоа, денешниот настан, заедничката координирана акција на нашата армија, заедно со НАТО командите, заедно со воздухопловните сили на Соединетите Американски држави, покажува дека интеграцијата не е само политичка, туку е реална, воена и одбранбена. Сакам да се заблагодарам на оваа акција на Соединетите Американски држави, кои што на дело и со видлив гест ни посакаа добре дојде во алијансата и да порачам дека се подготвивме, знаевме што сакаме и денеска можеме да учествуваме во ваква операција, бидејќи навистина сме дел од НАТО алијансата. Сакам да им честитам на сите оние кои што учествуваа во организацијата. Сето ова трае неколку минути, но зад тоа се многу подготовки и многу работа, но на дело и на секој тест покажуваме дека нашето членство го заслуживме. Со реформи, со соодветни одлуки, меѓутоа и со многу неуморна работа на бројни припадници на армијата и на други институции во државата. Нашата инвестиција во реформи, во членство во НАТО се покажа на дело и за време на справување со пандемијата на коронавирусот. Армијата беше тука, беше подготвена и знаеше како да ја помогне на државата како резултат на бројните вежби и дома и во рамки на НАТО контекстот. Како резултат на нашето членство во НАТО, можевме да ги искористиме сите механизми и инструменти за брза реакција кои што НАТО ги предвиде. Добивме брза и ефикасна поддршка и во медицински и во помошен материјал и тоа не направи да бидеме поподготвени и да ја помогнеме на граѓаните и на државата на вистински начин. И денеска ќе повториме, како резултат на нашето членство во НАТО, заедно сме посилни. И тезата ние сме НАТО веќе не е парола, туку навистина е реалност која што ја унапреди и стабилноста, но и шансите за економски раст на нашата држава. I want to say that it is a real pleasure to join Deputy Prime Minister and Minister of Defense Šekerinska here today. Најнапред дозволете ми да кажам дека ми представува задоволство што сум тука со заменичката премиерка и министерка за одбрана господја Радмила Шекеринска. Денешниот прелет е израз на нашата трајна поддршка за Северна Македонија, како и гест преку кој ви посакуваме добре дојде како 30-та членка на НАТО алијансата. Со право и точно е дека во изминативе неколку недели најголемиот фокус наш беше на заедничката борба против COVID-19, но не треба да дозволиме тоа да ги замагли историските достигнувања на земјата, всушност влезот во НАТО и добивањето зелено светло за отпочнување на пристапните разговори со Европската унија. Ова беа аспирации на нашите две земји повеќе од 2 децении. И покрај тоа што во изминатиот период нашето внимание беше насочено кон борбата со пандемијата, сепак со овој предизвик се соочивме заедно како сојузници. Исто така, САД е навистина покажува со овој начин дека е тука и го поддржува НАТО сојузот и неговата нашиот нов сојузник и се разбира овој прелет кој што денес го проследивме е символ на фазата на продлабочувањето на нашето партнерство. Благодарам. Добар ден на сите. Ова денеска што го видовме е сложена воздухопловна операција на воздухопловните сили на НАТО алијансата со учество на 2 воздухоплови од Соединетите Американски држави и 4 авиони F-16 од грчкото воено воздухопловство. Летот е комплетно организиран од командата на силите за Европа и воден преку воздухопловните оперативни центри, каде е вклучен и нашиот нов воздухопловен оперативен центар и каде што сите летови и координација се извршени преку системот за контрола на воздушниот систем. Значи, воздухопловите полетаа од Јужна Дакота, после долг лет влегоа на бугарската граница, каде што беа пресретнати, пречекани од 4 воздухоплови од типот F-16 на грчкото воздухопловство и заедно во формација преку Штип, Велес, аеродромот Петровец, прелетаа преку градот Скопје. Со ова сакам да ви кажам дека после долгата и напорна работа, армијата на Република Северна Македонија
покажа дека успешно се интегрира во еден така сложен систем, каде што комуникација и координација се вршеше 24 часа. Продолжуваме и понатаму со обуката, интеграцијата и можам да ви кажам дека сум посебно почествуван што учествував на ваква операција. Благодарам.